Во пренаселената населба во источен Ерусалим, Куфур Акаб, палестинците чуваат пластични резервоари на нивните покриви за складирање на вода. Бидејќи водата тече низ чешмите само околу 3 часа неделно, жителите, како Надија и Ијат, често мора да купат вода од приватни добавувачи за да ги наполнат нивните резервоари за $50 по еден. Тоа значи дека таа троши близу четвртина од својата месечна плата за купување вода. Ако имам пари, купувам вода. Ако не, остануваме без вода. Ги праќам лиштата за перење кај керките. Не можам ни да готвам. Навистина е тешко да се живее на овој начин. Надвор е топло и се потиме. Треба да се туширам, но не можам. Куфур Акаб е палестинска населба што Израел ја припои кон Ерусалим во 1967. Но пред повеќе од 20 години Израел изгради контроверзна бариера во и околу Западниот брег за да ги спречи бомбашите самоубици. Ѕидот го остави Куфур Акаб на палестинската страна и го одвои од остатокот на Ерусалим. Иако плаќаат градски даноци во Ерусалим, жителите во Куфур Акаб добиваат малку општински услуги, вклучително и вода. Емат Ават е градоначалник на Куфур Акаб. Вели дека има недостиг на вода на секаде во палестинските квартови на источен Ерусалим и Западниот брег. Дури и неговата општинска зграда често е без вода. Водата е основна за животот. Тоа е минимум за човекот да ги има своите права, да има пристоен живот. Ова е најлошо што некогаш било, воопшто за цела Палестина и конкретно за Куфур Акаб, поради растечкото население. Портпаровот на израелските власти за контролирање на водата и незиниот дистрибутер Мекорот изјави за Гласот на Америка дека според претходните договори меѓу Израел и палестинците, Куфур Акаб и другите палестински области на Западниот брег треба да ја добиваат водата од палестинското водостопанство, кое пак ја купува од Мекорот. Тој рече дека Мекорот работи на зголемување на водоснабдувањето, но треба да изгради повеќе инфраструктура. Но Палестинската управа за водоснабдување смета дека, како населба во источен Ерусалим, Куфур Акаб треба да ја добива својата вода од општината Ерусалим. Палестинските активисти велат дека долго време постои шема на дискриминација со снабдувањето со вода низ источен Ерусалим и Западниот брег. Еврејските населби добиваат повеќе вода отколку им треба, додека палестинските добиваат многу помалку. Тие дури велат дека соодносот е зголемен во корист на израелците од почетокот на војната против Хамас минатиот октомври. Еврејските населби имаат вода 24 часа на ден во споредба со 3 часа неделно за палестинските. Обкружени сме со две поголеми еврејски населби. На западната страна е Атар, а од источната страна е Кочав Јаков. Тие имаат вода 24 часа на ден. Неколку израелски групи за човекови права поднесоа жалба до Израелскиот врховен суд да донесе одлука за достава на повеќе вода за Куфур Акаб. Дури и да успеат, тоа нема да го реши проблемот на палестинците ни Западниот брег.